Петар Колев, председателот на Граѓанската демократска унија, кого одамна не сме го слушнале. Господин Колев, добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Благодарам се надевам дека не ве стануваме премногу рано, бидејќи кај нас програмата си тече многу порано отколку што вообичаено започнува македонското секојдневие. Кажете ми, дали ги следите настаните ова вчера што се случуваше и така, што е вашиот прв коментар всушност на целиот овој развој на настани вака како што ни се одмота пред очите во последните 2-3 дена? Не знам што да кажем, бидејќи што и да каже човек во една ваква ситуација може да биде протолкувано како шега или не знам, или како некакво подигрување со институциите во државава, но се покажа дека се она што се случува е она стара римска сентенција, лепи циркус реално на нашата сцена политичка. И овие сите настани сврзани со судските процеси и останатите случувања последниот период од време ја исполнуваат таа сентенција римска за дајте малку леп и малку циркус, нешто така јас ги гледам работите. Колку и несериозно да звучи. Не знам за лебот, има и леб веројатно, но циркус секако. Кажете ми, се подготвувате ли за локалните избори? Ние минатиот пат кога се чувме беше пред локалните избори во Штип. Тогаш овие предвремени што беа, нели? Тогаш рековте дека на нив нема да учествувате. Како гледат подготовките за овие што ќе дојдат за некој месец? Да работиме особено и во Штип, како место каде што Граѓанско-демократската унија има доста силен резултат на последните избори, четврта политичка сила. Таму имаме шанса да пробиеме, да влеземе во општинскиот совет. Реално имаме таков капацитет. Тоа ни го дава како самодоверба резултатот од парламентарните избори што го имавме во Штип. Но ќе се јавиме и подготвуваме кандидати, тоест листи за други населени места, така да Граѓанско-демократската унија ќе учествува на престојните локални избори. Кој е вашиот став во однос на пописот? Сметам дека после 20 години е редно да стигнеме до една таква статистичка операција, која што треба да ни даде детална, точна, јасна, прецизна информација за тоа како ни се развива државата, во која насока. Од гледна точка на во кои региони, каков тип има, какви луѓе живеат, тоест какви потреби има согласно бројот на луѓето, населението и така натаму, штото нема како да не одбележиме дека пописот е важен не само за тоа да се преброиме кој од која етничка заедница е, затоа што кај нас најчесто така се разгледува пописот. Демек сега ќе правиме пребројување кој е 20%, кој 18%, кој 2%, кој 5%, но пописот според мене е важен бидејќи ни предстоат сериозни инвестиции, особено во здравството, пример како што е клиничкиот центар во Скопје. И треба да видиме тој клинички центар до каква степен треба да биде, во која насока да се инвестира во него, во кои капацитети за колку граѓани, колку пациенти, во здравство, во образование и така натаму. Така да сметам дека после 20 и кусур години е нормално да има попис во Македонија. Во вашиот наслов на партијата е Граѓанско-демократска унија. Тоа рефлектира, предпоставам, и врз ставовите за тоа дали треба или не треба да има етничко обележување на личните карти, потоа оваа идеја која што некој Иван Михајлов, друштво од Битола, ја пласирало дека врз основа на етничкото искажување една соседна држава Бугарија треба веднаш да издаде пасоши на сите што ќе се прогласат бугари. Па сите овие како да кажем, спекулации, расправи кои што се одвиваат сега повторно се оживеа, нели, и на соседско ниво и внатре во Македонија. Кој е воопшто вашиот став како Граѓанско-демократска унија околу ова етницизирање на политичката агенда на стар добар познат начин како што тоа се правеше и во 90-тите и така натаму?
За моја огромна жал, ние се уште не успеваме да стигнеме како општество до тој момент од нашиот развој, во кој што да сватиме дека индивидуата, т.е. човекот, а не колективитетот, оној нашиот добро познат начин на размислување, нели, проценти, заедници, етнички права и така натаму. Тоест, се додека така го разбираме тој поглед, ако го имаме кон пописот таков како што е до сега, сметам дека ќе продолжиме по стариот начин на конфликтност. Ние како граѓанско-демократска унија, јас како човек секој сум верувал во индивидуалните човекови права, индивидуата како основна единка во општеството, а не во колективитетот и начинот на кој што до сега, нели, така ги разбиравме. А и денеска гледам дека така ги разбираме работите во Македонија. Според мене на овој попис секој граѓанин може да си се изјасни така како што мисли дека треба да се изјасни. Тоа е негово демократско право, гарантирано со устав, гарантирано со македонските закони. Тука не гледам ништо спорно. Не гледам ништо спорно во тоа некој, ако во Македонија реши да се декларира за македонски бугарин или бугарин. Мислам дека тоа е прашање кое што во наше општество треба искрено да го абсолбираме веќе како појава. Има и такви наши сограѓани кои што се декларираат како македонски бугари, и тука нема ништо спорно. Јас не гледам никаков проблем, ниту пак повод за некаква тензија или нешто право да ви слично кажам, да не беа овие актуелни односи со Бугарија, јас барем лично немаше ни да помислам дека на некој има проблем да се декларира како сака, меѓу другото и за бугарин. Туку сега заради фокусот на овие односиве со Бугарија, па тоа стана некаква главна тема, пак сега ќе излезе некакво друштво и така натаму. Како гледате? Господин Ордановски, да. прво треба ние да сватиме дека некогаш Македонија, пример, има некакви како држава, има нерешени проблеми со своите соседи, дали тоа се Албанија, Косово, Бугарија, Грција или Србија. Граѓаните кои што живеат во Македонија, во конкретниот пример македонскиве бугари не се представници на софиската влада, тоест на владата во Бугарија. Да, тоа Тие се наши сограѓани кои што и ние исто и кога станува збор, нели, со проблем со Албанија, значи за среќа или за несреќа во конкретниот случај, и македонските бугари исто така се разочарани од тоа што Македонија не успеа да го реши тој проблем со Бугарија, да започне процес на преговори со Европска унија. Нели, и тие се граѓани на Македонија и тие трпат од оваа блокада. И јас затоа многу често кога зборувам и за темата Македонија-Бугарија, јас точно тоа се обидувам, нели, да го разграничам. Едно е луѓе кои што живеат во Македонија, а сосема друго е официјалната софиска политика. Нели? Тоа се две различни работи. Се чини дека за жал официјалната софиска политика е на еден чуден начин оптоварена со едни уште по-жестоки националистички етно погледи, да кажем десничарски, па во одредени случаи прилично блиски до крајната десница, некакви ставови во однос на тоа што и како треба да се прави. Јас не можам да не забележам дека таму сепак заради комплексност на владеачката коалиција се случи така што некои луѓе кои инаку би биле на политичките маргини сега ја сетираат главната агенда на бугарската политика, особено кон Македонија. Што е вашиот став за тоа? Малку е тешко во овие услови на напрегнатост и големи емоции помеѓу Скопје и Софија човек да направи реална анализа и да може да прецени што се случува, како се случило, како се стигнало до тука. Јас сметам дека оној повик на министерката за надворешни работи, господјата Захариева, малку да се обидеме, да ги снижиме емоциите и да поминеме на моментот со прагмата, е една интересна идеја која што може и да роди со нешто позитивно. Но во овие услови знаете дека и во Софија предстојат избори. Тука во Софија е напрегната ситуацијата од политичка гледна точка, нели, сосема логично е кога има избори, кога има кампања. Ќе видиме што ќе се случи после изборите, нели, каков став ќе заземе новата влада. Од тоа што го знам
и што е официјална позиција на сите политички субјекти во Бугарија. Ниту еден од политичарите не е излегол со поразличен став од официјалниот кој што го има Бугарија кон Македонија во моментот. Тоест и тие што се во опозиција, дури некои од нив се малку и по-остри, можеби, по-агресивни по темата Македонија. Така да ќе видиме како ќе се одвиваат работиве. За мене не е добро тоа што се отвори пак тој проблем. Се создава реална пречка за интеграција на Македонија, тоест почеток за преговори, почеток за интеграција, реална интеграција на Македонија во Европска унија, но да се надеваме дека после изборите и во Софија ќе се, и во Македонија и во Софија ќе се намалат страстите и ќе се обидеме да бараме конкретни решенија. Како што стојат работите, ќе имаме ние уште прилично да разговараме на оваа тема. Ви благодарам, господин Колев, за учеството во овој утринскиот брифинг. Следниот пат се надевам и во студио да се видиме. Ви благодарам за можноста, убав ден.